Владата на Република Македонија представи нова алатка со која ќе може да се следат владините трошоци, со што ќе се добие поголема транспарентност во кои кафани се трошат буџетските пари и каде се шетале функционерите. Оваа алатка е тема на вчерашната дебата со еден од 207-те пиари на владата, Горан Миловановиќ, и представникот на ВМРО Димче Милевски. Марти 99 е во студиото 83. Лека ноќ и од мене. Но да не го должиме многу. Господа, зошто ваква алатка? Ова прашање е тенденциозно. Јас во оваа прилика само ќе цитирам познатата поетеса Кардашијан, која одамна има речено: без алата нема заната. Добро, ќе ве молам само да се држиме до темата. Ве молам. Да, темата е отчетност. Так. Граѓаните треба да имаат увид во тоа кој колку трошел во неговото време. Дури во владата на Емил Димитриев, која што траеше колку Крушевската република, еден наш заменски министер за информатичко општество потроши 1000 евра на чорба. Да не ги споменувам конјските бифтеци на функционерите на ВМРО. Аве, работите вие нешто или 8 месеци собиравте фискални? Па, добро. Точно е дека не се пребивме ние од работа нешто превише. Ете ти. Политиката што ја спроведувате вие од СДС не е домакинска. Туку политика на цици кои не знаат како се води бизнис и држава. Како можете да очекувате некој да инвестира во Македонија кога седнете на деловен ручек со паштета виршли и месен нарезак? Добро, држи го. Ние од едно патување во Индија донесовме 4 милиарди инвестиција, од која преку 2 милиарди беше во крави, а остатокот хотел на Сред езеро во Охрид. Господа, дајте ве молам да бидеме парламентарни, мислам не парламентарни како вие нашиот нели у парламент. И додека се смират страстите овде во студио, предлагам да се преселиме нели во нашето отворено студио, кое што во моментов се наоѓа на превојот пресека, каде што пресконференција ќе одржи портпаролот на Македонија ПАД. Мердита, да не кажам добар ден. Со првиот ден од пролета паѓаше последниот снег за оваа сезона. Затоа ние, Македонија ПАД, решивме да направиме една рекапитулација на оваа прошла сезона. Ние не сме искачале на терен, нели, доколку не било тоа итно потребно. Така да не сме искачале на првиот ден на снегот кога паднал, 10 децембар, не сме искачале во јануари и никако не сме искачале во февруари. За овој период Македонија ПАД има зачувано 1.100.000 денари. Од тука, овие 1.100.000 денари, 700.000 денари се од зачувани од гориво за возилата, 300.000 денари се зачувани од ова што не сме фрлале, ова сол, и 100.000 се зачувани од индиректно, како да кажувам, зачувани од функционерите што не деле на работа и што не сме исплаќале патни трошоци. Фалимендери. Ваш коментар ке ве молам? Немам коментар. Народот ќе си даде коментар на избори. Ваш коментар? Чекајте, ова кафето на чија сметка е? Мислам, куќата части. Вчерашни ќе го плати, ние. Добро. Да. Не разбирам. Ало? Суза? Да пријавам дека имам заштедено 20 денари на турско, без шекер. Запишете таму во системот. Чекај, извинете, но ова е програма во живо. Што беше прашањето? Ништо не беше прашањето. Кратете дебатата, продолжуваме со вчерашни. Ајде.